Па целта на оваа средба е да се фирмите малку запознаат подобро едни со други, да заедно со фирмите и локалните самоуправи и локалните власти направат заеднички средби во делот на комуникација за бизнис секторот, во делот на унапредување и подобрување на инфраструктура и поврзувањето на општините како се Штип, Кавадарци, така да мислам дека и Кавадарци и околината како регионална канцеларија имаме добри соработки со регионот во Штип. Значи имаме добри компании кои што меѓусебно соработуваме. Сегаш од овие средби произлегуваат едни така подобри идни решенија во делот на бизнисот, во делот на дружба, во делот на заеднички идеи и заедно работење као комори. Ние како бизнис сектор го помагаме секој работење на општината Штип нормално во рамките на нашите можности и можам да кажам дека штипските бизнисмени се многу загрижени за околината и како градот се развива и секој пат кога можеме го даваме нашиот придонес било со грантови, било со запослување на луѓе од загрозените категории. Така да нашата соработка како со општината, така и со социјалната заедница е отворена и секој пат на високо ниво. Па мислам дека не само за Кавадарци, туку за Република Македонија бевме и се уште сме пример во Република Македонија за постоење на општествено одговорни компании, кои што покрај градот ги помагаат и фамилиите во градот, како и социјално ранливите категории. На оваа средба најнапред сум почестен што сум дел од средбата, бидејќи и моја платформа во делот на конкурирањето како градоначалник беше дека на прво место ќе го ставиме бизнисот и дека филозофијата на денешното модерно живење да го биде бизнисот, а потоа сите други. Така што мојата припадност кон таа идеологија кореспондира со тоа што денес сум и присутен и што сакам да дадам одеден придонес кон меѓусебните контакти на двете регионални комори. Со тоа што нели во моето поздравно обраќање им спомнав и тоа дека можеме да ги користиме и бизнисот може да ги користи сите релации кои што ние како општини ги имаме направено со компании, меѓутоа и со градови надвор од државата. Како пример го кажав Измир, односно општината Кемал Паша, каде што гравитираат над 500 компании. Тоа е фактички индустријската зона на Измир, која што широко ги отвори вратите за нас како кавадарчани, како тиквешани, меѓутоа покрај нас, заедно и со штипјани, со прилепчани, сите оние кои што имаат соработка помеѓу коморите. Секако тие имаат соработки и во делот на предлагање на одредени законски решенија, подзаконски акти и се она кој што треба да им ја олесни работата, односно да биде бизнисот прв, а потоа се друго.